Биди мудар на зборови, а уште помудар на дела. Човекот се мери не по тоа каде ќе застане во миговите на удобност и сигурност, туку каде ќе застане во миговите на предизвик и несигурност. Тензии и препукување на претениците не престануваат по седницата во собранието на која се очекуваше да се одлучи за имунитетот на Трајко Велјановски. Зовреа и социјалните мрежи, се бараат одговори и одговорност. Но задкулисно, дали се прави политички пазар за крвавите настани или ова ќе биде нова епизода од политичкиот циркус без епилог. Вечерва во 24 отворено дебатираме со пратеникот Павле Богоевски. Добра вечер, добре дојдовте во студиото на телевизија 24. Господинот Арбен Таравари од Алијанса за албанците и градоначалник на Гостивар. Добра вечер. И за вас Ѓулистана Марковска, поранешен пратеник, која ќе ни помогне во толкувањето на делот собраниските деловнички одредби за тоа што се случува во собранието деновиве, и аналитичарот Газмент Ајдини. Добра вечер и за вас. Богоевски, вие и самите напишавте на Фейсбук, ние искористивме дел од вашата најава дека политички циркус без никаков епилог. Од друга страна, дуи вас ве обвинува дека вие сте се договориле со ВМРО ДПМН да нема исход од гласањето на комисијата за имунитетот на Велјановски. Ајде да тргнеме од вечерта. Која саботираше комисијата, па последователно ќе одиме во настаните што следа? Овака сега, значи, работата на комисијата се развиваше на таков начин што во моментот на гласање не беше сигурно дека ќе има кворум ако гласањето остане за првично предвидениот термин во 23 часот. Во сите му изјави до сега, јас во ниту еден момент не го негирав тоа дека гласањето првично беше договорено да биде во 23 часот, односно односно последниот момент кога може разумно да се очекува дека потоа ќе биде спремен и извештај од страна на службите и заверен во службите до полнок кога уствари не истекува рок. 12. Да. Кога велите дека ќе се гласа во 23, на колегата Агим Шакири му се слоши и не дојде на кога ви извести за тоа? Ние бевме многу подоцна известени за тоа. Значи, седницата требаше да продолжи во 18 часот. Колегата Агим Шакири не дојде на продолжението на седницата и ние си работевме, се исцрпуваше листата на говорници така натаму и не можевме да го добиеме по телефон човекот. Во соодност 4-4 сте во тој момент. Во соодност 4-4 во тој момент. И не можевме да го добиеме по телефон човекот. Се исцрпија говорниците сите освен еден. Остана само пријава говорникот Владко Ѓорчев во тој момент и јас тогаш дадов пауза за да провериме докаде е ситуацијата со присуството на претеникот на ДУИ. Во тој момент дознавме дека му е слошено и дека е во клиника за травматологија. И најискрено кажано, само по себе тој инцидент и се уште не ми дава за причина, се сомневам дека на колегата навистина му било лошо. И веднаш, како што е работа на секој председател на комисија, кога член недостасува, се обидува да го добие заменикот на комисијата. И за ова веќе зборува во јавноста. Јас се обидував да ја добијам колешката на Мирсада Еминија Сани, не ја добив и немав потврда дека колешката ќе пристигне до 23 часот да гласа. И пишавте порака и се јавивте што направивте. И направивте. пишав порака и се обидов 3 пати да извонам. Првите 2 пати ми спушти она, третиот пат крена, најверојатно по грешка, молчеше 12 секунди и после тоа ми го спушти телефонот. Од тогаш јас престанав да се обидувам да ја добијам. Се продолжи комуникација со координаторот на претеничката група на ДУИ и со уште некои од претениците таму, но најодговорно тврдам дека до моментот на започнување на последното продолжение на седницата, јас немав потврда дека ниту членот на ДУИ, ниту заменичката на ДУИ нема да дојде. И сега малку да свекна деловничките обврски кои што ги има нашата комисија. Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања е многу специфична од аспект на својата работа и е различна од останатите матични тела. Разликата лежи во следно. Значи, кога ние добиваме основа за одзимање на имунитет, е барање за одобрување на притвор добиено од страна на судот. Комисијата треба да расправа по тоа. Не пишува дека комисијата треба да заземе став по тоа прашање. Комисијата треба да одлучи, но комисијата може да донесе 3 одлуки. Може да донесе одлука дека притворот се одобрува, може да донесе одлука дека имунитетот се задржува, но може да донесе одлуки дека нема став. А добро, зошто брзавте вие со гласањето? Бидејќи не бев сигурен, можевте да одложите уште некое време. Сега ќе стигнам до тоа. Бидејќи не бев сигурен дека колешката ДУИ ќе дојде. Значи, се што ВМРО ДПМН требаше да направат е да ги извадат своите 4 претеници од салата. Доколку ние останевме само четворицата од СДСМ и коалицијата без членот на ДУИ, комисијата немаше да има кворум да гласа. Ако комисијата не гласаше,
Тоа е единственото сценарио во кое што комисијата не може да изготви извештај и тоа е единственото сценарио кое што не само што не го обврзува, туку му брани на претседателот Џафери да ја закаже седницата. Единствен производ кој што треба да искочи од комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни не е став, туку е извештај кој што вика дека комисијата расправала и гласала со мнозинство од присутни членовите. Јас видете, на крајот на денот единствени кои што се виновни целава ситуација зошто седницата воопшто се закажа се ВМРО ДПМН. Јас мислам дека тие направија погрешна проценка со тоа што рекоа дека ќе гласаат против. Не сакав да ризикувам да дам 2 часа пауза, на нив да им текне дека треба да излезат и да го доведат во прашање целиот кворум. Немањето став на комисија не значи дека собранието не треба да расправа. Членот 54 став 1 од деловникот на Собранието на Република Македонија е многу дециден по ова прашање. Вели дека комисијата во рок од 2 дена е должна да достави извештај до претседателот на Собранието, а во рок од 3 дена од моментот на примање на барањето, претседателот на Собранието е должен да свика пленарна седница и пратениците да се изјаснат по барањето од судот, а не по извештајот од комисијата, не по ставот од комисијата. Пратениците кога гласаат за барање за одобрување на притвор, не гласаат по ставот на комисијата, не гласаат по извештајот на комисијата, гласаат директно по барањето на судот. Мораше да се употреби ситуацијата кога ВМРО беа подготвени да гласаат, за да ние имаме каков било производ што го преследуваме до службите. Толкувањето на Џафери е поинакво. Вели, ако комисијата не донела таков заклучок, јас немам што да ставам на гласање. Претседателот Џафери ја стави точката на дневниот ред. Јас вика седницата. Во ниту еден момент, до моментот на прекинување на седницата, претседателот Џафери немаше изјава на седницата дека се прифаќаат процедуралните забелешки на ВМРО ДПМН. Прва процедурална забелешка на ВМРО ДПМН беше тоа дека комисијата нема став. Претседателот Џафери одби таа процедурална забелешка, рече дека е должен да го стави тоа на гласање. Како може додека траела седницата он да вели едно, после тоа да вели друго? Јас се извинувам, но за мене тоа не е ништо друго освен очајнички обид за минимализирање на штета. Се случи работата. Нема бегање од одговорност. Доволно беше префрлање на комисии, на пратеници. Павле Богоевски бил крив, се договарал со ВМРО ДПМН за да го заштити Трејко Велјановски од притвор. Ве молам. Значи тоа се извинувам, тоа ми е најсмешната работа што ја чув целиот овој викенд и овој период, но и најболна, морам да признам. Бидејќи на крајот на денот дуи би требало да бидат и мои коалициски партнери, не само на Социјалдемократскиот сојуз и на останатите партии. Заедно би требало да ги делиме вредностите и заедно би требало да се трудиме да ја доведеме државата до таму каде што сакаме да ја видиме. А овакви сценарија, јас не мислам дека одат во прилог на тоа. Добро, благодарам. Таравари, се уште на овие повеќе процедурални работи, после ќе отвориме политичката димензија на ова што се случува. Како го толкувате вие ова што се случи во собранието од аспект на правото и деловникот? Режиран филм кој што секој обичен граѓанин со нормален IQ ќе процени дека дуи сигурно имале нешто притисок од ВМРО и биле принудени да го спасат господинот Велјановски. Значи толку беше привидно тоа, невозможно е коинцидентално еден пратеник да не дојде на комисија и да оди на травматологија. На травматологија обично се оди кога имаш скршеници при сообраќајки. Инаку за други проблеми се оди во токсикологија. Зошто баш во травматологија? Но ете, се случило. Мирсаде 3 пати не одговорила. Утредента Талја Џафери, претседателот Џафери свикува седница 5 до 12. Значи, комплетно изрежирано, меѓутоа изрежирано за да секој обичен човек го види тоа дека дали имале притисок од ВМРО, дали се координирале. Не би сакал да помислам дека и СДСМ има прсти овде. Не велам сите пратеници или некој пратеник, меѓутоа некој од СДСМ не би сакал во тоа ни да размислам за тоа. Меѓутоа дуи дека живеа 10 години со ВМРО, заедно живеа. Дека нема никогаш некаков судир меѓу себе, нема. Беа координирани цело време, дека повторно постојат линкови на комуникација и тоа убава комуникација. Например, да се подсетиме на Конгресот на ВМРО, ни една партија не присуствуваше, освен представници на ДУИ. Последниот конгрес што го одржа. Така да, барем да не ја подценуваат интелигенцијата на обичниот граѓанин. Подобро да не свикуваат седница, отколку вака оваа да го направат. Навистина... Обврска имаш да свика седница. Може би поради обврска. Добро, имаш обврска да свика седница и за Љупчо Димовски, па не беше... Ја свика, не ја доведе до составено гласање. Меѓутоа требаше да го стави барем на гласање да стави да се види тоа
или да гласаат против. Во одредени ситуации Почесно ќе беше да се гласаше против, мислите, ако многу веќе почесно решиле? е во одредени ситуации да се каже честно дека не гласаме и готово, отколку вака да се направи, не подценуваат како граѓани, како представници на одредени политички партии што дојдоа од сите краеви на Македонија, дојдоа таму да гласаат, се работи за правна држава, се работи за настани од 27 април и доста неискрено и некоректно. Добро, Марковска, за што служи комисијата во овој случај, а за што служат пратениците во собранието на пленарната седница? Да ги раздвоиме тие два елемента, ако можеме, за да ја расчистиме прво оваа дилема што се уште лебди во воздухот околу тоа, дали можело да се гласа или не можело, како што вели Велјановски. Велјановски, Џафери. Да. Се извинувам. Видете, прво ќе кажем дека господинот Џафери е исклучително добар политичар и морам да кажам мојот личен впечаток дека исклучително добро ги водеше до сега сите седници. Тоа е човек кој што многу внимава на тоа што ќе го каже, на тоа што ќе го прочита и особено на тоа што е напишано. Тоа е мој личен впечаток на него. Значи не може да се работи во овој случај за никаква случајност. Тоа е веќе расчистено во јавност. Непознавање, некоја грешка во некоја процедурата. грешка, не е нервоза, затоа што тој е многу трпелив човек кој што знаеме дека седеше по 2-3 часа на говорница. И јас тоа го ценам кај луѓе кои што кога имаат цел знаат како да ја реализираат. Впрочем, тоа е улогата на секој еден политичар. Она што е кај нас по устав е дека Собранието е највисок законодавно правен дом во систем на парламентарна демократија, кој што носи последен став, односно носи закон, а во овој случај го одзема и до имунитетот или претходно им го дава на пратениците со свечениот чин на положување на заклетва, а понатаму и може да го одземе со закон утврдена норма која што ја има. Меѓутоа, што се случи во случајот? Собранието има свои помошни тела и органи. Тие се многу на број и тие помошни тела, органи, комисии и се друго што може да биде под капата на Собранието, служи да му ја олесни работата на Собранието на една пленарна седница. Значи, на оние кои што не се запознаени или не се доволно стручени во таа област, да им даде насока за да донесат свој правилен став, односно кој копче да го притиснат. Така да, заседавањето на оваа комисија, која можела да донесе и негативен став, тоа воопшто не е важно. Председателот не го става во позиција да каже комисијата одлучи вака. Тоа не е мини собрание. Исходот од гласањето во собранието е краен исход. А во овој случај, тоа што се случувало на комисијата не е воопшто значајно. Значајно е дека комисијата заседавала и дека нема став. Тој став бил 4-4, како што успеавме да дознаеме. Значи, и да било негативно, сите 8 членови 9 на комисијата да гласале против одземање на имунитетот, пратениците е должен да го можат да гласаат после за и повторно да го одземат. Апсолутно, тоа никаде не е напишано дека ако ставот на комисијата е негативен, дека пратениците мора да гласаат негативно, или ако е позитивен, како што е во случајот на господинот Љупчо Димовски, тогаш мора да гласа и собранието. Тоа е една можност за отварање на дебати во кој што се гледаат аргументите за и против. Во овој случај тоа не е направено од веројатно некоја повисока причина, да ја наречаме условно речено, бидејќи не сум во тие клупи, не знам какви се високите коалициски договарања, меѓутоа за мене останува еден горчлив вкус на јавноста дека луѓето кои што беа вклучени во крвавиот четврток, со кои што ние се занимаваме 2 години, буквално 2 години, па дури е малку и непријатно да присуствуваме во вакви седници, мислам дека станавме досадни на јавноста, таа работа не е расчистена. Првин, зошто се расчисти со обичните граѓани, па се носеше аболиција, закон, па се носеше амнестија, па дел се амнестира, па се повика, па дел не, па некој, мислам, една обична драмолетка, во која што за жал, пак велам за жал, ова го зборувам од аспект на јавност, од аспект на граѓани, како што впрочем и сите ние следиме собраниската расправа. Она што во овој момент се донесе како заклучок е дека организаторите на 27 април на крвавиот настан, самите организатори и оние кои што се должни да го чуваат собранието, а тоа се полицијата и органите на
на полицијата, внатрешното обезбедување, не ја завршиле својата работа и тие треба да одговараат. За останатите поголеми или помали казни, тоа е работа на судот. Нема да се мешаме во таа работа. Сега отварам една друга дилема, бидејќи цело време ние го насечуваме нашиот гнев кон комисијата, кон собранието. За мене проблемот не е прост, има една друга димензија. Ке си земам за право да ја коментирам изјавата на председателот на Кривичниот суд, господинот Голев, кој што рече вака: ние како суди ќе заседаваме и ќе видиме дали ќе испратиме повторно барање за одземање на имунитет. Не го цитирам, парафразирам. Меѓутоа, видете, се што во нашиот устав не е децидно и таксативно забрането е дозволено. За толку сериозна работа, како што е одземање на имунитет на пратеник, да не заборавиме имунитет на председател на собрание, судот не може да каже, собранието не си ја заврши својата работа. Работата е на судот и на обвинителството, односно на органите на прогонот, да бараат собранието да ја заврши својата работа, за да можат тие да работат. Тоа не може да биде посипување со пепел. Во овој случај имам впечаток дека ниту едната, ниту другата страна, а во овој случај за мене е пострашна судската, они се пратеници таму и може да се караат политиката е поважна изгледа. Да, политиката е поважна и дека судот, барем јас добив впечаток, дај Божем да не сум во право, нема желба да го повтори тоа барање, за да сепак добие на политичка тежина. Овде се работи за председател на собрание, пазете. Во сите нормални, цивилизирани држави, не само и пратеник, кој што е висока функција, да не зборуваме за претходниот премиер, да не зборуваме за човек кој што е председател на собрание, сам бара од собранието да му го симнат имунитетот, за да може да ја докаже својата невиност. Заради тоа што секој човек е невин додека не се осуди. Што го спаси Велјановски? Би поранешната функција на председател на собранието, ајдини? Или таа папочна поврзаност на ДУИ и ВМРО-ДПМН? Па не знаме дали е папочна поврзаност. Искрено ви кажам, мислам дека на оваа дебата и требаше да има некој од пратениците на ДУИ да објасни нивната позиција. Да, јас сум должен да кажам дека беа повикани, но сите одбија да дојдат. Да. Чисто не во друга цел, во цел на Еве ќе се обидеме да го добиеме телефонски џафери ако сака да се вклучиме. Па не, обидете се, тоа е важно. Чисто викам заради дебатава, заради контрааргументиве на ова сега што го кажа, да не ја излезам сега да контрааргументирам со тоа што го имам слушнато јавно, што би било нонсенс во овој случај. Она што ја би го кажал во моментов за случувањата што се случија завчера во собранието е чисто би започнал дека поводот за сето тоа беше многу јасен, а тоа е одземање на имунитетот на пратеник како можност за одредување на притвор, односно на екс-председател на собранието. Но резултатот на оваа процедура, искрено да кажам, за мене не е баш многу јасна. Но морам да кажам дека и се даде на резултатот му се даде за мене му се даде преголемо значење, сепак се работи не за казна, него се работи за мерка безбедност, односно осигурување на присуство во судскиот процес на пратеникот Велјановски, сегашниот пратеник Велјановски. И цела оваа ситуација не овозможува течење нормално на судскиот процес во судот и не овозможува, односно да се пресуди казна за ова обвинение. Причината, искрено да кажам, и ова што господјата го кажа е точно, но сепак се уште не е јасно. Искрено да кажам, јас се уште, иако сум правник, имам дилема, може би пратеникот овде ќе објасни што се случува понатаму. Јас знам дека седницата е прекината. Односно, рок постоеше до 24 часот да се гласа, но седницата е прекината. Не е затворена, колку јас фатив од актот на председателот Џафери. Тоа не знам дали значи дека може и повторно да продолжи да се дојде до гласање. Втора работа, председателот на судот вели ќе размислиме, тоа не значи дека пак не може да се прати. Нема никаква забрана стриктна, како што рековте, па и каже и председателот на судот дека има некоја забрана, дури нема ни пракса таква, па зошто да не се воспостави таква пракса кога парламентот законот не го забранува. Тоа точно е, кога не го забранува го дозволува. Значи доаѓаме до ситуација да судот може повторно да прати
да прати барање за одзимање на имунитетот, што во една смисла ќе ја затвори или ќе го затвори овој циркус, како што го нарековте вие. Но, она што е малце покомплицирано во целата ситуација за мене е причината. И причината, според мене, искрено да кажам, може би велам, не е толку врзана за овој процес. Очигледно, зборам сега, ко човек кој ја прати политиката, очигледна е во можеби не предолг период, но во последниот период очигледно се приметува една латентна, ајде да ја наречам, нетрпеливост помеѓу коалиционите партнери. И тоа не е деновиве. Значи, особено од прогласувањето на Законот за јазици во службениот вестник, кога се на некој начин излезе на површина некоја си нетрпеливост во владата, не во владата, па и во владата, но повеќе во мнозинство, во коалиционото мнозинство. Од првите знаци, реков, се појавија со донесувањето, односно прогласувањето на Законот за јазици, со контрадикторните изјави околу Венецијската комисија, пратени сте 2 члена, не е пратен целиот закон, Добре, причините се подлабоки за тоа и зошто да се скршат баш на оваа ситуација сега? Мислам дека ова е повод. Според мене, мислам дека е повод, токму тоа до тоа сакав да дојдам, мислам дека е на некој начин малце и покажување на мускули, политички мускули во фреймот, во коалиционото мнозинство. Реално, еве пак ќе повторам, првата реакција на премиерот за коалиционот партнер, ако ви текнува, беше баш формирањето на интеринституционалната, или како се викаше, интерресорската комисија за спроведување на Законот за јазици, формирана од вице-премиерот, па до некои туѓи перија, па не знам, орли, па ова, тука почна да се приметуваше. Мислам дека сепак ова не е до толку голема причина за да се дојде до вакво условно нарушување на односите внатре во коалицијата, но сепак е повод во овој момент. Добро, благодарам. Бугарски се отворија прашањата што понатаму сега со седницава, со оглед на тоа што е прекината. Секунда само, значи или таа не може да има епилог веќе? Прекината седница според мене е повторена најлошо сценарио. Најлошо е бидејќи се избегнува одговарање на судот, што всушност се случува со имунитетот на претеникот. Значи, председателот Џафери во однос на прашањата, по однос на прекинувањето на седницата за претеникот Димовски, тоа е предходниот случај, нели, кога него земавме имунитетот, да подсетам, мој втор случај на неодземање на имунитет на пратеник за кој што бара судот од наводно процедурални причини. Добре, на ниве чупени вас се издеж да бидете нешто многу гласни во свикување на таа седница, да речете ало луѓе што се прави. Да, бидејќи првиот пат мислевме дека јас барем, сега во моје име зборувам, првиот пат не ми предизвика многу голем сомнеж, бидејќи објаснувањето на председателот Џафери беше бидејќи само председателот е должен за толкување на примена на деловникот во собрание. Ако случајно има спор околу тоа, тогаш претеникот што има проблем треба да се обрати до председателот и тој да препрати на комисија за деловнички и мандатни имунитети. И председателот Џафери рече, и ова го има изјавено во јавност, дека според него рокот се однесува само за да ја закаже седницата и ја прекина работата и рече дека за гласањето ќе се викува понатаму. И рече дека на своја одговорност си ја презема таа одлука што доликува. Така треба председател да прави, да одлучува и да ја носи одговорност за своите одлуки, а не да се обиде вината да ја спушти на комисии. Значи, тој рече дека на своја одговорност го прави тој, ние во добра верба, окей. Ама еве, тоа беше на 2 февруари или така нешто, ако не се лажам. Тоа беше на 2 февруари, еве денеска кој ден сме, продолжение на таа седница се уште не е закажано. Прво, претеникот уште го ужива својот имунитет де факто. Второ, и уште полошо, судот не е известен за тоа дали на претеникот конечно му е одземен или се уште му стои имунитетот и не знае како да се постави во текот на постапката. Најлоша работа е кога нема конкретен производ од тоа што сте обврзан да го направите. Во случајов собранието да му одговори на судот каков точно став има по однос на прашање на имунитет на кој било пратеник. И поради тоа мислам дека прекинатото многу подобро да ја затвореше, да речеш дека не гласаме по ова прашање и да знаевме сите на што сме. Вака е прекина седницата, живееме у некоја си сивило, може судот да побара, може ова да се случи. Наискрено, јас како пратеник не се мешам во работата на судот. Не ме не интересира што ќе прави судот. Мене тоа што ме боли дека ние како собрание, не зборам сега како комисија за деловнички мандатни имунитетни, како независен пратеник, како коалиција со СДСМ или како постизборна коалиција судии. Мене ме боли што ние како институција не си ја исполнивме нашата уставна и деловничка обврска да се изјасниме по барањето од судот. Ние де факто
ја спречивме постапката за обезбедување на присуство, односно го спречивме судот да одлучува дали ќе преземе мерки на обезбедување на присуство за колегата Велјановски. Тоа е тоа што ме боли. И видете, ВМРО ДПМН е исто така се политичка партија. Како го користат својот политички капитал и мок си е нивна работа? Дали ги користат за добро на граѓаните или дали ги користат во одбрана на криминалци? Нивна работа си е дали ќе се залагаат за на Трајко да му биде одземен имунитетот или да не му биде одземен. Но на крајот на денот, наша обврска е да го исполниме тоа што сме ветили, односно дека нема да стоиме на патот на судот да одлучува за да одлучува растеретен од политички стеги. Ако собранието ќе застане, односно нема да одлучи за одземање на имунитет на пратеник за потребите на постапката, ги става тие политички стеги во работата на судот. И јас би сакал колешката да ја прашам, бидејќи зборуваше за процедурите, ама баш таа формулација не ја слушнав, дали сметате дека нерешен резултат, односно 4-4 во случајов на Комисијата за деловнички и мандатно имунитетни, на каков било начин му брани Натала Џафери или го ослободува од обврската да закаже седница за собранието да се изјасни по тоа барање? И во однос на другите прашања, што ќе се случува понатаму? Значи, очигледно е дека треба да постојат промени во начинот на функционирање. Прво на самото собрание, бидејќи да не се лажеме, ова можеби на крај ескалираше со проблем кој што во јавноста беше представен како проблем на коалицијата, но ова пред се јас го гледам како проблем на собранието. Собранието е тоа што не можеше да постапува по барањето, да си ги исполни своите обврски. Коалицијата што се договарала, како се договарала, се додека коалицијските договори не се на грбот на собранието, јас немам проблем. Проблемот во овој случај беше што во очигледно исценирано сценарио, на сметка на собранието и на угледот и дигнитетот на собранието беше направена оваа заштита на Трајко Велјановски од притвор. Нека си лобираат, нека си сногиат што сакаат, нека прават, нека не го мешаат собранието во обидите за заштита на криминалци од притвор и затвор. И ќе повторам, јас сметам и стојам на ставот дека се отвори прашањето, вие мислите дека ви рековте дека не би сакале да верувате дека СДСМ се вклучени во ова, ви гарантирам дека СДСМ и пратничката група на СДСМ не беа вклучени во ова. Најизненадени и најзапрепастени од целата таа ситуација бевме ние, што е повеќе од очигледно снимките на самата седница што се случува и реакциите во јавноста кои што следа потоа. Добро, мислам дека одговоривте на тоа прашање. 4-4 е став. Впрочем, председателот на собранието не би го ставил тоа на гласање ако не било став. Тој го стави како точка на дневен ред. Политички ако гледаме, значи целата оваа работа е почната малку поодамна. Амнестиите што се случија пред гласањето за уставните измени, веројатно беа иницијална каписла за тоа што сега се случува, бегството на Груевски и така натаму. И сега се создаде таа една фама на неказнивост. И сега зошто да одговара Трајко ако Груевски не одговараше, зошто да одговара Лјупчо Димовски ако Крсто Муковски не одговараше, зошто да одговара утре некој друг ако не одговараше Љубен Арнаудов или Сашо Василевски, било кој од нив или организаторите на седничка. Само Фета Алими да лежи 6 месеци во затвор. Да, и Ѓоко Поповски кој што беше осуден за набавките на возилата во МВР. На крајот, заради тоа останува горчливиот вкус и проблемот сега не е само ова навистина ја прели чашата. И сега ова ја прелива чашата. Едно е, меѓутоа, би сакал да направиме навистина некој ќе си рече во некаква така наречена македонска правда, зошто навистина Велјановски да одговара? Би замолил само тука да направиме една многу значајна разлика која се зборува за овие ситуации. Значи едно е свесно донесена политичка одлука за ослободување од одговорност на одредени лица или група лица врз база на действија на извршување, не врз база на име и презиме. Ти нема да лежиш, ти нема да лежиш. Туку тие што не биле вклучени во организација или во директно тепање, тие може да бидат ослободени. Тој закон ги таргетираше лицата, да не се лажеме, мислам. Тој закон ги таргетираше пратениците што требаше да гласаат за уставните измени. Младен, не го негирам тоа. Тоа што сакам да го кажам е дека едно е ти да застанеш со лице, со име и презиме, да гласаш во собрание и да донесеш свесно политичка одлука за повисока цел, и тоа е една работа која што на еден начин треба да се гледа односот на тоа со правната држава, а сосема друго се ситуациите како бегството на Груевски. И ситуациите како задкулисни обиди за спасување на Трајко Велјановски. Едното е прашање на договор, на постигната согласност, на превземање на јавни чекори на институција зад кои стои таа институција. Мене дали ми се свиѓа амнестијата или не ми се свиѓа едно прашање. Јас го гласав тој закон и јас стојам за тоа.
Ама не ми се свиѓа заштитата на Трајко Велјановскиот притвор. И не можам да застанам за тоа и ќе продолжам да го осудувам тоа. Бидејќи на овој начин беше злоупотребено собранието. А у првиот случај собранието седна, се договори и донесе одлука по сета политичка цена на сметка на тоа што го сметавме за повисоко добро. И тука мора да се прави разликата. А останува, ако ми дозволите само, пак ќе кажем ја, останува еден горчлив вкус на јавноста, дека луѓето кои се на позиции се луѓе кои што секогаш ќе бидат спасени од оваа или онаа власт, а дека обичното пучанство, што би го нарекле сите други или граѓаните, кои што да не заборавиме, беа наведени да влезат внатре, беа викнати да не седат у папучи, беа отворени вратите за да влезат надвор, дел од внатрешни органи, односно тогашниот заменик министер рече, па ни се случува народ, пазете, ни се случува народ, сето тоа треба да остане на сметка на оној народ кој што дел од патриотски причини, таму беше членство на ВМРО-ДПМН, ја немам намера да го напаѓам, на вистина од патриотски побуди или можеби и заблудени причини, влезе внатре, сметајќи дека никој ништо не му може, заради тоа за нив ќе застанат луѓето кои што ги организирале. На крај остана организаторите си се на слобода, овие ќе одговарат, па зошто тогаш без оглед на тоа кој е Стјепан Јук. Јас не го познавам лично, без оглед на тоа кој е и што е. Меѓутоа зошто па тој да одговара? Тој бил наведен дека некого треба да убие и тој ќе го убил. Ако тоа во тој момент му било возможено. Среќа и сплет на околности, што тоа не се случило, бидејќи Македонија ќе била веројатно на работ на некоја граѓанска војна, а кој ќе одговарал тогаш не знам, ќе сме гинеле сите ние. Да, страшна работа. Значи, од 27 април што се случи тоа, во моментот кога се случи практично новото мнозинство, сите видовме под камери. Значи, се тоа беше снимено. И повеќето, да не речам, над 90% од тие луѓе што ги видовме снимени со камери, сите се слободни. Еден е Фета Алими, кој што наводно, сите знаеме така и така кажува и села од тоа што го памти, единствениот човек што го повлекол, го оставиле како мртов. Значи има улеснителни околности? Горе-долу, 6 месеци беше во притвор. Замислете се, Муковски ја отвара вратата, од друга страна, и таму ја мислам дека премиерот би требало поштено да излезе да каже, видете, Преспанскиот договор не е приоритет. Битни се ЕУ и НАТО интеграции. И мораме ова да амнестираме. Многу попоштено така би било отколку да збориме, ајде да седнеме, ајде да направиме, како беше, помирување помеѓу сите политички партии. Одредени работи подобро е директно, народот подобро така ги прифаќа. И жалам што веќе поминаа скоро, уште 2 месеци се, 2 години, ни еден, ама баш ни еден човек од тие случувања од 27 април не се во притвор, се водат одредени постапки, се надевам судските институции да функционираат така како што треба и казните да бидат како што предвидува законот и правилата во Република Македонија. Благодарам. Повелете Богоевски, сакавте... Само неколку работи, значи горчливиот вкус во јавности, тоа како пости се согласувам, ама вака, не се согласувам дека сегашното решение го става тоа род на обичните граѓани кои што биле наведени да влезат внатре, напротив. Со креирањето на законот за амнестија за настаните, формулацијата која што беше селектирана, бидејќи јас сум можеби единствениот пратеник кој што доброволно се пријави да учествува во работата на таа група, бидејќи сите се разбирливо зашто човек не би сакал да влезе да работи во тоа. Јас влегов за да се осигурам дека крајниот производ нема само да ги опфати политичарите. Односно дека нема да излезе само Крсто Муковски да биде амнестиран, за Сашо Велјановски или останатите. Туку сите оние за кои што објективно може да се смета дека вината им е под нивото на тоа што решаваме да го простиме. Поради тоа формулацијата одбрана така, во тие што се сега обвинети и што одговараат и за кои што ќе се надевам дека ќе има судски епилог, и во проширувањето на постапката со организаторите сега, ние немаме граѓани кои што влегле внатре заведени и не правеле ништо. Сега одговараат тие што влегле внатре и тепале, значи тоа се бара, тоа е условот предвиден во закон за амнестија. Тие што влегле внатре и тепале, и сега одговараат... Да се отвараше вратата, немаше да влезе. За 5 минути ќе завршеше пресконференцијата. Немаше да се случи ништо. Се согласувам, но во оваа ситуација неблагодарно е да се расправа што би било кад би било. Се случи тоа што се случи, имаме нова политичка реалност и одеднашка потребата од така нареченото помирување беше на маса пред нас. И ние моравме да го решиме тоа. И сега што се случи? Значи, овие што одговараат сега, нема ни еден што влегол во собрание и не правил ништо таму.
Сите се тие што влегле во собрание и учествувале во тепањето и обидите за убиство врз претениците. А со проширувањето на постапката, ние имаме поранешен председател на собрание, поранешен премиер и двајца поранешни министри од претходната влада, кои што се во обвинителниот акт идентификувани како можни организатори на настанот. Значи, амнестијата не резултираше со политичарите и бившите високи функционери да бидат ослободени од одговорност, напротив. Затоа беше така формулирана. Најмногу што можеме да даеме, а да изгубиме најмалку од вистината која што сакаме да ја добиеме. И знам дека не може да биде идеално. Значи, секогаш кога бараш компромис, ни една страна не е задоволна, и друга страна не е задоволна. Ама ова беше нешто што мораше да го постигнеме и најмалку што уствари можевме да го даеме, а да го постигнеме тоа што го сакаме. И овде ќе спомнам само за мала реакција за помирување, разликата помирување и амнестирање кој што беше спомнат. Јас верувам дека и законот за амнестија е процес кој што води кон помирување. Сега ќе објаснам што мислам кон помирување. Значи, кон тоа помирување, да, идеално би било и главната цел би било ако тој процес на помирување се истори во општеството и резултира со поларизираните општествени страни да се помират. Но директниот ефект што го има, значи помирување значи и способност на собранието да работи како што треба да работи. Тие 8 гласа кои што стана независна претеничка група, од тогаш се многу конструктивни во сите реформски закони. Значи, они не си ја добија амнестијата, па да речат гласа за уставните измени, готово, више продолжувам по старо. Не, сега сите имаат многу различни ставови од нашите. Да не се разбереме, сепак тие потекнуваат од ВМРО, ние потекнуваме од друга коалиција која што има многу различна програма од нивната. Добро, сега треба и некој тендер да се добие, некој да се вработи у Не една би навлегол во тоа кога пратеник воопшто не е моја работа. Сега ние имаме диалог. Алудирам на претходниве настани овие 2 недели. Сега ние имаме диалог во собранието кој што претходно пред законот за амнестија и пред помирувањето беше незамислив и го немавме. Значи има напредок. Добро, Таравари праша зошто тоа не беше многу појасно објаснето претходно. Амнестијата постои заради гласањето не знам за... И да, мој проблем е можеби не секогаш соодветната комуникација за тоа што се случува во собранието со јавност. Тоа е една од работите кои што најмногу ми пречат. Значи, мора да се остави простор за собраниската дебата. Мора да се остави простор пратениците внатре да дискутираат. И работа на извршната власт е секогаш да брка кратки рокови. Тоа е именно нив агендата. Они си имат пред себе список на реформи што треба ги направат. Министерствата си прават работни групи, си изготвуваат предлози на текстови и на нив им е задача да испорачаат. Наша работа е да се осигуруваме дека процесот на испорачување нема да биде на сметка на правните интереси. Не сме да се заобиколува дебатата. А за жал, искуството на понекогаш избрзани решенија остава впечаток дека не целосно се исцрпени дебатите и аргументите кои што имаат да се кажат. И да, тоа е една од областите каде што мораме многу повеќе да работиме сите ние како претеници. Добро, како ова ќе се одрази понатаму во владината коалиција внатре во односите, особено што престојат претседателски избори, а беше најавен и консензуален претседател како можност за кандидат? Па токму заради моментумот, ја мислам дека малце е збунувачка целата ситуација. Моментумот е многу лош, особено пред председателските избори. Ја би се навратил малце на амнестијата, искрено ти кажам, Младен, затоа што реално убаво што се спомна овде, затоа што амнестијата е сосема друга димензија од тоа што се случи завчера, а тоа е оневозможувањето да му се одреди мерка притвор на господинот Трајковски, со тоа што, пак повторувам дека ова не оневозможува продолжување на судската постапка и дека тој, ако се докаже во судска постапка дека е виновен, ќе добие соодветна казна и ќе биде казнет за најнемилите настани во македонската понова историја, најцрниот ден во Македонија, тоа е 27 април. Што ќе се случува, според тоа што се најавува во последниве вести што можев да ги видам, веќе е најавена некоја средба утре на двајцата лидери на партијата, очигледно се обидуваат некако да се спушти топката заради веројатно председателските избори кои се доста важни. Ова што се случуваше до новиве, особено имајќи во предвид моментумот, мислам дека на некој начин е и можеби некоординиран настап, јавен настап на коалиционите партнери, можда и некое недоразбирање внатрешно, самите се знаат тоа, но мислам дека брзата реакција на двајцата лидери е заради не смирување на страстите внатрешни, него чисто поради канализирање на силите, да кажам, заеднички на коалиционото мнозинство во правец на што подобра реализација на председателските избори. Мислам,
Видите, да не забораваме дека Не, но вие сега алудирате дека ова може да биде оној филм за 3 дена кој што ќе се направи и ќе помине, но не е така. На крајот Велјановски останува надвор од овој процес, бидејќи нема решение за него. Нема решение. Како ќе вие. Нема решение. Не верувам дека тоа може да помине со 2-3 дена дебати по телевизија, викање и така натаму. Не работата за колку дена тоа ќе помине. Пак ви велам, нема крајно решение. Седницата е прекината. Може да имаме повторно барање од судот за одземање на имунитетот. И јас го очекувам, искрено ви кажам, особено затоа што не знаеме. Ако Дуј еднаш не попушти на барањето за тоа нивниот поранешен коалиционен партнер да оди во притвор како председател на СБР, зошто втор пат да попушти? Тоа е хипотетички. Сега тоа е констатација. Не, се извинам. Тоа е констатација на пратеникот дека тие не сакале да одземат. Тие јавно не излегува да го кажа тоа. Сега организира јас зборам она што сум го слушнал, не знам што мислат. Тоа што го видовме добро, сите, за тоа зборам. Јавно кажа дека ние го бевме штитат, присутни. така. Сите таму чекавме да се гласа, дури рекоа дека и лидерот им седеше таму, не знам што. Беше. Господинот Ахмети беше во салата. Не, сега не е важно дали бил он дали Али Ахмети бил таму, но зборам дека биле таму и биле спремни на гласање. Барем таа е перцепцијата од страна. Што се случи, како се случи, можда Богоевски не можда, сигурно знае боле, затоа реков требаше можеби некој друг што знае боле од мене што се случувало, подобро од мене што се случувало натре. Но сакам да кажам дека таа работа, пак ви велам, за мене не е завршена. Седницата е прекината, не е затворена седницата. Се уште трае реално и што ќе се случува. Дали ова ќе трае галама 3 дена или нема да трае, зависи од многу фактори. Едниот од нив е како процедурално ќе се процесуира ова, како ќе се затвори таа седница. Од друга страна, пак ви велам, се работи за мерка обезбедување, не се работи за неказнување на обвинетиот Трајковски во овој момент. Односно, не знам ни дали има обвинение. Обвинителен акт има, нема. Има обвинетиот тогаш. Има веќе статус на обвинет. Така да технички се што со обвинителен акт што треба да биде прифатен да биде во форма на обвинение. Значи окей, не предсомничен тогаш, добро. Значи затоа ви велам, не е работава колку ова ќе трае, не зависи од тоа колку ние ќе збориме, него зависи од процедурата која ќе се одвива во парламентот. Но сепак ви велам, утре седнувањето на двајцата лидери веројатно ќе ја расчисти до негде ситуацијава, веројатно можеби и би требало да не верувам дека ќе зборат само за председателските избори, ова е тема која ќе треба да ја расчистат и двете поголеми партии во владата. Добро, не ли е малку тажно кога лидерите на партиите мора да се среќаваат за да расчистат вакви парламентарни ситуации? Мислам, тажно за демократијата. Не е тажно, тоа е дегутантно, затоа што се сведуваме на степен на племенски водачи. Тоа го знаеме, и тоа се случуваше на нас за десетина години. Да, тоа е недостаток на демократски капацитет на самите институции, знаете. Заради тоа што ако се сведува на договори меѓу лидерите на партијата, зошто постои собранието? Зошто ние парламентот? Сега, јас овде не зборувам за господинот Трајко Велјановски, против господинот немам ништо, овде зборувам за институција пратеник, без оглед XY човек. Ако истиот до сега немаше статус на осомничено лице, предпоставувам дека за да некој побара да се симне имунитетот, треба обвинителството да располага со доволно докази за да истиот може да биде ставен во притвор. Оти во притвор не лежат случајни луѓе. Тоа се луѓе за кои што обвинителството обезбедило докази и за кои што смета дека судот во понатамошна постапка ќе обезбеди казна затвор, затоа што поминатите денови во притвор се сметаат во затворска казна. Замислете ако тоа не се случи, колку луѓе ќе треба да бараат оштета од држава. Имаат право да бараат. Апсолутно имаат, меѓутоа јас зборувам за статусот на тоа дека ако јас или било кој друг направи било каква грешка, јас ќе немам право да се одупрам на мерките на обвинителството заради тоа што ќе бидам затворена, односно притворена во истиот момент, за разлика од некој друг. Тоа е горчливо чувство на целата граѓанска опција во Македонија дека постои двоен аршин, односно дека постои мера на неказнивост. Тоа не е добро за Македонија. Македонија претендира да биде членка на Европска унија. Како тоа ние ќе го објасниме? Ќе кажат странците, ни рекоа, ма ние мора да бидеме демократска држава и пред се правна заради нас, не заради некој држава ако утре двајцата племенски поглавари се среќаваат да ја разрешат оваа ситуација. Многу лошо ти звучи. Ова е, значи, губење на доверба во институции. Ова се случува уназад 12 години е вака. Значи, нон-стоп
знаете, кога имало избори или се случувало, се нуваа порано Груевски и Амети. И повторно доаѓа во ситуација институциите да не функционираат. Тоа е најтрагичното. Мора да се врати довербата во институциите. Значи собранието требаше да го реши оваа без никаков проблем. И со другиот пратени, како се викаше од Лјупчо, да. Јас би сакал да искоментирам во однос на ако некој од другите говори. Да, сакаше и Не, сакам да Ајдини. само Да, ако сте на темава, да. Солидерска средба. Не, и никако не мислам дека лидерите мора да седнат и да расчистат процедурата во парламентот. Тоа е работа на парламентот и крај. Кога зборев дека ќе седнат да расчистат околу ова, ќе расчистат околу неколку други работи кои ќе нус појави на ова, а тоа е распакувањето во коалицијата. Имате тешки зборови паднаа овие 2 дена. До влада без тој, со овој, со оној, со бројки, со ствари, со ова, она. Значи, не е баш многу стабилна ситуацијата, не знам колку е стабилна, но без разлика не е иста како пред 3 дена ситуацијата во владината коалиција. За тоа зборам дека ќе расправат. Ова е нус продукт на реално процедурата која се одвиваше во парламентот. Од друга страна, јас стварно не мислам дека е племенско размислување ако лидерите расправаат за политички теми, не за процедурални парламентарни. Па, ајде да бидеме, помилувањето не беше решено од координаторите на парламентарните групи. Беше решено на многу повисоко ниво, на политичко ниво, односно на лидерско ниво. Да ви кажам дека конкретните детали и формулација беше оставена на самите. Па затоа баш тоа ви велам, и тука е границата од до тоа е кај ќе се процедурата. стави. Да. Затоа сте вие законодавен дом. За да оно технички што се вика да го решите тоа, процедурално да го решите. Затоа земав збор чисто да ја расчистам ситуацијата. Не мислам дека лидерите ќе ја решат или ќе треба да ја решат или тие треба да ја решат ситуацијата со процедурата во парламентот. Но отварањето на новите теми кои се отворија со оваа процедура таму, сепак мислам дека треба да се решат на многу повисоко ниво, особено во правец на не многу лесна артилерија пуштена овие денови политичка од двете страни. Може би тоа ќе скандалозни случувања. Скандалозни случувања. Да, ајде малку околу тоа. Да, значи вака. Артилеријата што зборува Ајдини. Значи имаме во целава ситуација. Еве ај вака да ве прашам, ако утре ве праша, ве викне премиерот Заев и ви рече господине Богоевски, каков совет би ми дале вие, дали треба да излеземе од коалицијата со ДОИ, вие што ќе му одговорите? Одговорот ќе биде следниот, значи ова е криза на собранието. Оваа криза на собранието не треба моментов да значи раскинување на коалицијата. Ама и тоа како треба да значи дека има промени во работата и начинот со работата на собранието. Не смее да се дозволи и тука треба да влетаат политичките партии. Тука јас очекувам, верувам и се надевам дека и мојот политички партнер на големата партија Социјалдемократскиот сојуз ќе влезе и ќе застане зад пратениците тука. Не смеат собраниските процедури да бидат злоупотребување за реализација на политички цели. На крајот на денот, ако ДУИ и ВМРО си имале договорено да го заштитат Рајко Велјановски од притвор, слободно нека одат, нека го заштитуваат на начин што не го меша собранието, што не прави шарада од највисоката институција во државата. А ова беше тоа, ова беше шарада, беше циркус направен од собранието со цел да се заштити. Мислите се девастираат институциите на овој начин, се уништуваат се девалвираат институциите. Она зашто се боревте и вие претходно да се дигнат институциите на повисоко ниво. Токму така, значи и овде сакам да кажам збор два за средбата. Значи, председателот на едната партија, председателот на другата партија ќе седнат утре и оние ќе си ги спеглаат политичките разлики од функционирањето на коалицијата. Ама ние во собранието мораме да ги решиме правните проблеми, собраниските проблеми кои резултира со овој конфликт. И во право е господинот дека ова можеби било само повод на проблеми во собранието кои што се процедурални пред кои што се рутински, кои што ги тангираат редовните секојдневни односи меѓу коалицијските партнери. Нарушува довербата внатре меѓу вас. Да, влијат на нарушување на довербата помеѓу едната претеничка група и другата претеничка група. Да. Ајдини, се согласувате со ова, претпоставувам, затоа што... што... Ја го кажав од почеток дека очигледно ова пред 2 дена беше само поводот, причината е пак велам многу подлабока. Не зборам дека е преозбилна или не знам што, но предлабоко очигледно дека
ќе треба многу поголема дебата да се води во коалиционото мнозинство, па дали на лидерско ниво, дали на парламентарно ниво, тоа е друга работа, тоа е више можда техничка работа, но сепак треба да се извадат работите на маса, да се дискутира отворено за недоразбирањата, а не тоа да се врши преку медиуми. Значи, Можно ли отворено да се дебатира за недоразбирањата? Тоа Зашто? не ми е отворено за овие недоразбирања што сега па настана. дефинитивно, ја мислам и дека и на ваква дебата може да се збори, зашто не? Јас не очекувам отворено да се А зборува тоа е друго заради... дали очекуваме, дали може? Може. Може, меѓутоа Македонија се уште не е на Јас се тој степен на разбирам, демократско колешката ниво. Меѓутоа, веројатно нема да се дискутира, меѓутоа во интерес на интегративните процеси, поради што се Социјалдемократскиот сојуз практично ги одложи парламентарните избори, бидејќи имаше една идеја да се оди на предвремени парламентарни, не заеднички никогаш, меѓутоа не. Мислам на изборите кои што се заговараа после потпишувањето на Преспанскиот договор. И од тогаш наваму некако цело време имаме имаше и тогаш една идеја дека веднаш може да се оди на брзи парламентарни избори кога не можеше да се обезбеди двотретинското мнозинство. И се уште имаше договор да се постигнат се уште имаше можност да се постигнат сите рокови во смисла на реализација на она што беше зацртано во Преспанскиот договор. Меѓутоа се одеше на варијанта подобро да не правиме од готова вересија, малку на ура, да го постигнеме она што го бара целата меѓународна заедница. Сега имам впечаток дека малку Социјалдемократскиот сојуз и ги прима ударите од тоа време, од времето кога не ја донесе таа одлука, ова како ми се дозволи малку слободно да анализирам. Меѓутоа јас очекувам да се смират малку страстите, можеби и во делот на евентуално, не знам како да го наречам, консензуалниот или коалициониот кандидат за председател, можеби ќе се оди со два кандидата, можеби ова ќе биде вовод на носењето на една таква одлука, ќе бидеме сведоци, впрочем и времето тоа ќе го каже. Околу уште, само малку. Значи, чисто ко политичка анализа. Сега, и преска реков, дали се работи за некоординиран настап во јавноста на коалиционите партнери или се работи за внатрешно недоразбирање, тоа се знаат самите во коалицијата. Дали ова нормално? Вакви препокувања, вакви условно распокувања во односите на коалицијата се нормални. И било порано и веројатно ќе има такви ситуации во иднина. Но особено во коалициите кај што партнерите, искрено ви кажам, не се диаметрално спротивни стратешки. Сега ова веројатно ќе се обидам малце да го објаснам зашто го велам. Кога беше коалицијата ВМРО-ДУИ, тука имавме една ситуација на влечење на јаже. Кој повеќе ќе потене, кој повеќе ќе добие. Во оваа ситуација веќе не е така. Искрено да ви кажам, сега зборам чисто комуниколошки, ко политички пиар зборам, не зборам нешто многу политички. Овде има она така наречен оверлапинг, има преклопување на политичките интереси, односно на сличен изборен таргет. И нормално е овде да се појават вакви искри. Но тука не станува збор за принципи, не станува збор за политики. Не, ова е политички прагматизам. Например, кога Мила Царовска сакаше да го укине додатокот за трето дете, тоа можам да го разберам, тоа е политика. Така, еден вид на политика, друг вид на политика, за што може да спорат двете партии дали е возможно. Тука не станува збор за такво нешто. Тука станува збор за една многу едноставна работа. Младен, конкретен пример ќе ти кажам. Чиј е законот за јазици? Колкава дебата беше недела дена, не е наш, не е ваш, не е туѓи пери ова она. За тоа ви зборам. Значи, се борат на сличен терен веќе. Не е таа дивергенција тотална која беше во времето на ДУИ и ВМРО. Затоа вакви искри ќе се појавуваат и ќе се појавуваат нормално. Значи, имате пратеник на СДС кој се бави со бројките на ДУИ. А кога имало дивергенција меѓу ДУИ и ВМРО? Би сакал 2-3 моменти да ми наброите. Па, од 10 години. За лавот. Јас мислам дека таа љубов беше поголема. Не збориме искрена љубов. Основана на интерес. Слушај, не, ајде Кажете ми една дивергенција кога имале ВМРО и ДУИ. Еден пример кажете ми. Значи буџети некогаш не гласале? Господине Таравари, збориме за две различни работи. Љубовта е емотивна, интересот е друго нешто. За друго зборам. Зборам за законот. Реков имале дивергенции во одредени моменти со ВМРО. Кажете ми еден момент. Еве ќе ви кажам. Законот за јазици донесен 2008-2011 година. Заедно го донесува. Го донесува заедно, ма како? Заедно го изгласа. Како? Пред формирање на влада.
на брзина, за да ВМРО Па каже зашто- дека не е наш, зашто а Дуј- СДС вика наш. Зошто Дуј Тоа ви зборам. прифаќаше? Не, тоа ви зборам. Ме сваѓате, законот за знамења исто донесен 2011 година. Го донесоа после формирање на парламентарно мнозинство, пред формирање на влада, за да не немало момент кога Дуи рекло на ВМРО, Не, ја не стоп, зборам- ова не може. Јас избегувам од влада и готово, Не чао. зборам за релациите емотивни нивни, Не затоа што емотивни, не зборам за за прагматичност, никакви за релации, функционирање на таа влада. Значи целите на ВМРО и на ДУИ политички не беа исти. Законот Не- за бранители, може би. Законот за имаше бранители. Една Не, точка нема, на која не, ја ќе што почнам личеше само на пола фарса сада тоа. набројам. Дури кога беше за грбот почна од Дуи да не убедуваат дека лавот во грбот Била е од лазар. драч, да. И се повлекува. И се повлекува. Ве молам, Добро, си 10 најде години пример- беа си компатибилни најде пример 100% повеќе од колку Било со кој закон СДСМ. земете го беше на тегнење. Сега доаѓате во ситуација чиве законот. Зато ви велам, на ист терен, тука се негде слични и нормални се Таргетот на тие. бирачите е ист, тоа ви па реков. тоа е тоа. Не, ама и другаче, поинако може да се гледа работа. Значи, за прв пат Дуи се наоѓа во состојба да има коалицијски партнер кој што искрено верува во концептот на едно општество. Ние веруваме во тоа, меѓутоа оваквите сценарии и понекогаш премногу брзото практикување на политиката, односно практикувањето на политиката на начин на кој што биле навикнати со претходниот коалицијски партнер, го руши концептот на едно општество кој што се обидуваме да го направиме. Концепт на едно општество не е само да донесеш закон за употреба на јазици, да се сликаат петорица политичари, да добиваат видео на Facebook и да ја собираат славата дека вовеле употреба на јазик. Концепт на едно општество е да воспоставиш одржлив и применлив систем како на вистина ќе бидат задоволени нужните права, односно правата на едната група и на другата група на Кога ќе граѓани. одите на избори, на кого ќе му кажете дека е заслугата за јазици ваша или туѓа или заедничка? Токму за тоа. Не, ама не, нивно беше, нивно беше, на пратеник на СДС беше, Дуи се кити со туѓи перја. Туѓи перја не е заедничко. Не би го коментирал. Не би го Не, коментирал. туѓи ова, перја според мене, туѓи перја е нешто што не е според твое мене туѓе. законот за јазици, според мене законот за Дуи јазици не беше можеше заеднички сам да го производ. донесе Никако. законот, Не, ниту не, пак не, не, СДС. никако. Тоа сакам да кажам. Тоа. Законот за јазици според мене беше заеднички производ. Дали можеше да биде подобар, дали може би требаше Сваќате кај ми е поентата. Поентата ми е во тоа дека имате заеднички таргет, не вие. Преска го рекол, нема бегање. Ако стојам зад одлуката да гласаме закон за амнестија, тоа како ќе стојам зад одлуката да Нормално гласам. кога имате За закон за ист јазици. таргет кој се преклапа, ќе има искри таму. Ама не е прашање од таргетот, ние стварно веруваме дека етничките бариери кои што постојат треба да бидат надминати. Ние влеговме уште во предизборната битка со тоа. тоа. Ова е цел што ја зборите. Јас зборам за таргетот. Таргетот Добре. треба да го убедите за целта. Добро, сакам да ја прашам публиката тука дали би можеле да се вклучиме или да си земат малку време па за една минутка да се јавиме со некој или може во ред. Ајде микрофонот ве молам горе во Здраво на сите. Уште Јас сум еднаш представи се, да. Јас сум Благоја Петровски, за жал сум неук правник затоа што не сум правник, туку сум психолог, филозоф и наивен политиколог по образование. Ме испровоциравте само на едно затоа што прво да ви се заблагодарам како и секоја емисија што ви се заблагодарувам што правниот систем се обидувате да го објасните на обичните нас граѓани кои што сме толку неуки за право и се тоа секоја чест. Туку мене повеќе ме фати интересен сегмент од психолошки и филозофски аспект со тоа што цело време се обидуваме да констатираме дека политичката свесност на моментиве е различна. Ова сакав да ве прашам само за таргетот што зборувавте. Дали сметате дека е подобро два коалициони партнери да имаат ист таргет, како што е сега, како што констатиравте, или како што било порано да имаат различен таргет и да се влечат за јажа со своите цели, како што ве сватив? За доброто на Република Северна Македонија. Фала на прашањето. Мислам дека оваа ситуација денес е подобра за општеството. Затоа што и двете политички групации се борат за иста цел. Знаете? Значи, порано беше двете идеа во контра и тоа донесува до еден момент кога тие веќе ќе станат диаметрално спротивни во своите цели и никогаш не може да дојде до некоја допирна точка. Допирната точка е овде, но колку вие сега зборам од политички опортунизам, политички прагматизам, колку вие сакате да искористите од тој политички прагматизам, односно да добиете што повеќе медали за заслуги за една работа која е заедничка завршена,
па префрлате условно вина на еден друг дека тој мисли дека се е негова заслуга, односно е и моја, тука веќе станува проблем. Но вакви, затоа ги велам искри, не некои големи проблеми, може да се решат на отворена сцена, па и на затворена канцеларија, во смисла на целта не ги оправдува средствата, но целта се оправдува само по себе ако е во добро на државата. Така, сакав и ова да ве прашам. Значи, кажавме дека кога целта е оправдана од двата коалициони партнери, кога е заедничка, дали сметате дека во нашава демократија, со нашата политичка свест или социјална свест и општо останато, имаме доволно сила да процениме дали е добра целта? Затоа што двата коалициони партнери ќе се надпреваруваат да стигнат истата заедничка цел. Дали можеме да одлучиме ние останатите што не сме дел од таа коалиција, дали целта е исправна или не? Убаво прашање, вака ќе ти одговорам. Не, добро. Те сваѓам кај ти е поентата. Значи, изборите се денот кога ние, ко граѓани, одлучуваме кој ќе ги на некој начин дефинира целите и како ќе стигне таму. Значи, ако збориме за цели кои се дефинирани во изборната програма, ние одлучуваме дали се тие цели што тие ги проведуваат ко политички партии. Целите се детерминирани од таргетот на гласачи. Не, целите се детерминирани во ова малце излегувам, но само да објасниме. Во изборните програми, но се базираат врз желбите и перцепциите на граѓаните. Реално тие се детерминираат во изборните програми и колку тие се постигнуваат, толку се задоволни граѓаните. Така, јас филозофски си играм со ова прашање, дали целите граѓаните ги знаат однапред, пред да им бидат дадени целите од партиите кои што им ги нудат целите. Ова е интересна филозофија, но не секогаш. Значи, ако сакаме у детали да влеземе, детерминирањето на целите од страна на политичките партии се врши врз основа на сондажи кои се целите и желбите на граѓаните. Односно, тие се ставаат во изборните програми и се понудуваат на гласачите, односно на граѓаните. Утре дента, врз основа на тоа колку реално се постигнати тие цели и дали се постигнати на таков начин и тие цели што граѓаните ги очекувале, добивате гласање на следните избори. Благодарам. Уште едно прашање до пратеникот Богоевски Младен, ако има време, а тоа е, кажавте дека нешто треба да се смени во начинот на кој што работи собранието. Може ли да ме наброите една или две работи што би ги смениле? Затоа што тргам од прашањево од фактот дека мојот впечаток како неук правник, затоа што не сум ни тоа како што кажав, е дека имаме премногу комисии, премногу комори, премногу тела и премногу органи кои што во вакви ситуации служат само за распределување на вината, еден да ја префрли на еден, друг да ја префрли на друг, трет да ја префрли на трет, за да се направи една политичка конфузија, за да пројде тоа прашање низ вакви дебати и муабет извесно време и никогаш да не се стигне до никакво решение на било каков спор. Благодарам, значи ќе ти одговорам на прашањето, мислам дека самиот одговори на прашањето. Не е проблемот што имаме премногу комисии, според мене, тела или органи, туку проблемот е што резултатите од нивната работа не се доволно видливи, доволно реални. Значи, што треба се промени во работа на собранието, одма ќе ти кажам две работи. Прво, собраниските процедури не треба се злоупотребуваат на начин кој што очигледно беа злоупотребени кога се гласаше за имунитетот на Трајко Велјановски. Не сме тоа да се прави. Дигнитетот на собранието мора да има над се. Талат Џафери е пратеник кој што со часови и со месеци стоел на говорница и блокирал избор на закон. Талат Џафери е председател на собрание кој што се тегнал со Никола Груевски кога требало да се гласа закон за јазици. Па не може да ми каже дека е толку чувствителен за да се вознемири од фрлање на пенкала по маса од страна на Мухамед Зекери. Значи, мора да се заземе еден став и одлучно да се работи со собранието. Сега, втората работа. Тоа одлучно работење со собранието не смее да значи претворање на собранието во една служба во која што само влегуваат и излегуваат документи без навистина да има суштинска дебата таму. Ние треба дебатата и можноста за влијание врз законските решенија реално да ја вратиме во собранието.
Преговори меѓу партиите се многу важни. Преговори меѓу партиите се клучни понекогаш да се постигне општествен консензус. Ама тие преговори помеѓу партиите и договарање на почетни документи од типот на Жан Моне, од типот на меѓупартиски средби, тие производи, тие документи треба да бидат појдовна точка за дебата во собранието, а не готов производ врз кој што собранието не може да влие. Ова се само две од минимум десетина работи за кои што можеме. Мислам дека тоа е тема на друга дебата. Значи, констатиравме дека емоционалната зрелост на господинот Ала Џафери е на место. Не. Моментално само емоционалната зрелост дека е добро, само неговите политички интереси дека се уште не е. Не би ја коментирал твојата констатација. Добро. И последното прашање, ако имаме уште време, до вас Џелистана. Е до Таравари да не се осети. Да, се извинувам, ќе дојдеме до таму, добро, ма кратко ќе биде тоа. На кој начин правно би можело да се изведат овие промени? Кој има искуствено веројатно има веќе собранието 25 години постои. Веќе еднаш се менуваше деловник, за жал за промена на деловник треба 80 претеници. Тоа е се она што се покажало досега како проблем, кој што сакате и одземање на имунитет, што ако нема став, што сите тие работи да седнат таксативно да се набројат и да тие бидат што поконцизни, додека заради тоа што ако оставите простор на слободна интерпретација, тоа трае до недоглед и не носи никакви решенија. Како впрочем и законите. Може само што мислам дека имунитетот претничка треба да се укине како категорија. Во пракса не ни функционира, на ниту еден пратеник не бил задржан и постои у реалноста, постои само за препукување меѓу партиите кој е политички прогонат, политичка жртва. После председателските, мислам дека би требало да биде приоритет на ова собрание да го отвори прво уставот, после деловникот за да се отстрани категоријата претенички имунитет. Ние не треба да бидеме над граѓаните во поле на еднакост пред судовите. Стварно, добро, ова е политички став, веројатно, на пратеникот, дека треба да се трне, но ја мислам дека му даваме, ајде да кажем, гиперболизиравме околу имунитетот на пратеникот. Тој имунитет на пратеникот е за тоа што го збори во парламентот, за искажен став во парламентот. Имунитетот од притвор дека треба да се трне. Добро, ако збориме за... Дека треба продолжи да каже што сака без никаква одговорност, говорница тоа да се стои. Добро, со тоа што пак повторувам дека само за мерка безбедност, односно одредување на притвора не е заказнување. Дури да бидеме попрецизни, во случај на инфлагранта фаќање на пратеник на вршење на кривично дело за кој е одредена казна над 5 години, не важи ни имунитетот. Значи може да се повика собранието. Може да се повика во случај на известување, значи едното е барање над 5 години. Ако собранието одлучи, може да се повика и подоцна да вака. Ако не се повика, може да има барање, ако е под 5 години, има известување за веќе притворен ако е затечено 5 години. Во случај на известување дека е веќе притворен, дури ако претеникот не се повикал на имунитетот, собранието може да се повика ако тоа е потребно. Ако не се повика, значи има механизам и во двата случаи претеникот да биде заштитен од притвор. Мислам дека не треба, не поради друга причина. Има држави кај што поимот имунитетот од притвор е потребен. Кај нас не е, бидејќи досега никогаш не функционирал реално, секогаш бил користен за политички препукувања, никогаш не бил ефективен, односно секогаш сите претеници им бил одземан имунитетот и го користиме на крај само за театри. Збор не сме да има тргање на имунитет. Не, него кај нас и мерката притвор имам впечаток дека и во голем дел се злоупотребува и се сваќа како казна. Се додека човекот не докаже дека е виновен, дека тоа е невин. А добро, со оглед на состојбите во македонските затвори, тоа навистина е казна и тоа е казна и во овој случај тоа е дури и последниот случај во затвора што се случи со тепањето или со инцидентот во кој што беа вклучени поранешните министри и тој беше сватен политички и дека е можеби дел од некакво политичко сценарио. Одговара за оние кои што ги тепаат, а немаат никаков политички имунитет. Одлично. Меѓу себе таму се тепаат нонстот луѓе, таму има криминалци, таму има убици. Дали некој од тие луѓе ги заштитил за да не бидат тепани? Сега за двајца се крена прашина како малтене да се случил нов 27 април, извинете, тоа мене како граѓанин ми смета. Државата треба да обезбеди услови. Меѓутоа како граѓани ние сите сме исти. Колку има тепани луѓе, треба да е сензитивна за секој граѓанин. Колку што другиот затвореник има право на безбедност, толку и поранешните министри треба да имаат право на безбедност. А тоа право треба да е по највисоки можни стандарди. Значи случаи за одговорност треба да има. Меѓутоа одговорноста не треба да биде посебна бидејќи станува врз министри. Знаете како и во САД, во најголемата демократија, кога полицајци одат во затвор, тие се под специјална мерки на обезбедување и така натаму, затоа што претходно работеле со криминалците или биле во некој судир. Од напад кој што немал
нормална за последица ситуација. тешка телесна повреда. Значи, во ниту еден случаите не е констатирана тешка телесна повреда. Значи, се согласувам дека било страшно тоа што им се случило. Сигурно и многу стресно. Ти да си во таа институција и да те нападнат, сигурно е нечовечно и ку знае колку е страшно и има травми и последици и така натаму. Но реалните последици, физичките последици, нема тешка телесна повреда кај ниту еден од двајцата притвореници. И истото се однесува и за другите луѓе кои што живеат таму. Тие луѓе се тепаат секој ден, убаво кажа колешката. Значи, и постои одговорност. Ама да не ја драматизираме работата повеќе што реално е инцидент во притвор, за кој што има и политичка одговорност, има и дисциплинска одговорност и допрва ќе се одмотува клопчето што се случило таму. Да, но во време кога Груевски ви сјавува од Будимпешта и ви вели мене ќе ме убија во затвор, тоа е дополнително дека овие два инциденти уствари му даваат гориво на Никола Груевски за неговиот азил. И тоа беше многу очигледно што од сам почеток сега веќе кога ги гледаме работите. За можеш да добиеш политички азил во друга држава треба да исполниш два критериуми. Првиот критериум е да бидеш у опасност со државата во која што си, и вториот критериум е државата во која што си да не може ефективно да те заштити. Он со статусот што го пише 2 дена пред избега дека имал закани по животот, автоматски остави приказ дека стварно е во некаква опасност, кој ќе помисли дека дали некој верува во оваа држава дека на Никола Груевски можело да му се случи нешто. Тој можеби не беше премиер, ама еден од најмокните луѓе кои што некогаш постоеле во оваа држава. Да бидеме реални. Втората причина која што треба да се случи е државата да не може да ти пружи ефективна заштита. Никола Груевски отиде со едно писуле, потпишано од сегашната, за жал, се уште актуелна комисија за заштита од дискриминација, каде што луѓе кои што они лично ги именува, луѓе кои што цел живот им се блиски до партија, им потпишаа дека судовите наши ги дискриминираат нив. И он отиде со сето тоа. Дали смени комисијата? Не бидејќи не можеме законот за недискриминација да го смениме. Законот за недискриминација е заглавен година дена во собраниски процедури на прво читање. Од причина што председателот на комисијата Владко Ѓорчев не сака да го стави на дневен ред тоа, председателот на собранието не сака да назначи нов председавач кој што ќе расправа по закон за недискриминација. Зошто? Нема да коментирам на оваа емисија, ама тоа е и уште еден проблем што треба да се реши. Добро. Тука ги повикувам поентите на вечерашната емисија. И жалам што веќе поминаа скоро уште 2 месеци се 2 години, ни еден, ама баш ни еден човек од тие случувања од 27 април не се во притвор, се водат одредени постапки, се надевам судските институции да функционираат така како што треба и казните да бидат како што предвидува законот и правилата во Република Македонија. Останува еден горчлив вкус на јавноста дека луѓето кои се на позиции се луѓе кои што секогаш ќе бидат спасени од оваа или онаа власт, а дека обичното пучанство, што би го нарекле сите други или граѓаните, кои што да не заборавиме, беа наведени да влезат в НАТО. Цела оваа ситуација не овозможува течење нормално на судскиот процес во судот и не овозможува, односно да се пресуди казна за ова обвинение. Мене ме боли што ние како институција не си ја исполнивме нашата уставна и деловничка обврска да се изјасниме по барањето од судот. Ние де факто ја спречивме постапката за обезбедување на присуство, односно го спречивме судот да одлучува дали ќе преземе мерки на обезбедување на присуство за колегата Велјановски. Тоа е тоа што ме боли. Да, ова беше некој резиме на вечерашната емисија. Ви благодарам што бевте вечерва гости на телевизија 24. Ми е жал дека не дојдоа представниците на ДУИ, иако беа повикани, но во некоја наредна прилика. Ви благодарам и на публиката, а на телевизијата следува На терапија.